Беше многу тежок, меѓутоа колешката, ќе напомнам, која е веќе магистар, значи за аутизам, работеше многу совесно, многу индивидуално, со разбирање и сугестии, секојдневни сугестии на родителите. Сега тука е веќе прашањето и проблемот, дали родителот го слуша и го прифаќа тоа што дефектологот ќе му го насочи да го работи, да го прави понатаму. Сега е јуни. Од сите тие 5, значи, родители, можам слободно да кажам дека сите се задоволни. Приметиле напредок, значи, самите кажуваат, детето беше вакво на почетокот, сега осеќаме дека има напредок, дури еве летен период имаше некои од родителите што фатија некој, значи, континуитет децата, што ќе правиме сега летниот период, каде да ги носиме. Мислам, тоа е стварно, соработката е многу клучна и многу важна. Добре, да го прашам господин Ивановски, каде оди неговото дете? Дали е социализиран? Моето дете оди во приватна градинка, има 6 години и треба да тргне на училиште, прво одделение идната година. И колку што разбрав пред 2 недели, ќе треба да го запишеме во некој од училиштата, затоа што по закон на Република Македонија е задолжително основното образование. Така да ќе го запишеме некаде и нема кај да оди, затоа што не постојат, пак повторно ќе кажам, јас како родител кажам, и сум прошол школи, факултети, доктори, се, во Македонија, во Австралија, во Белград, не знам каде се сум бил. Зборуваме за стручни кадри, да, имам видено стручни кадри. Имам видено луѓе кои се остручиле за третман на деца со аутизам. Кај нас сметам дека нема како родител. И тврдам дека нема. Меѓутоа, знаете што тук малку фали, многу малку фали. Проблемот е протокол за упатување на родители на деца со аутизам, во кој правец, значи каде да почнат да ги вршат испитувањата, каде да се обрадат и какви се третмани треба да се прават. Тука е првата работа. Кога јас ќе сватам дека нешто не е вред со моето дете, одам на доктор. Тој ми вика не. Јас апелирам до сите родители кои имаат чувство дека нешто не е вред со нивните деца, да не престанат да бараат, да не се смируваат. И ако не ви е јасно, да ви кажам дека бабите, дедовците, околу сите што се, прашајте ги, ќе ви кажат искрено дека нешто не е вред со децата. И продолжите да барате. Сега ние немаме институција, немаме никаде каде да се обратиме некому, каде што стои. Зборам за државна институција, не зборам за факултет или за Сдружение на родители. Зборам како јавна институција, каде што може човек да отиде да каже, знаете што, нешто е детска клиника, пример. Само да ме прекинам за момент, одржете ме јавува дека имаме јавување. Вие ли го спомнавте господинот од Штип? Да. Еве да го вклучиме во емисијата, така нешто да ни соопшти. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Пред малку ве спомнавме во емисијата. Добро вечер. Како прво поздрав. Благодарам. Да, повелете. Добро, се јавува како некоја разлика неколку секунди, али добро, еве ќе намалам телевизорот, на телефон Горан од Штип. Иначе сакам поздрав до целата емисија, до вас како водител, до професорот Тајковски, исто и до Роберт и до представникот или собственикот на приватната школа од Скопје. Сакам да го поздравам овој Чекор, што го направите како една организирање на емисија за овој проблем, кој што јас во последните 2 години го испитувам интензивно. Вие сте лично засегнат, имате дете или? Да, имам дете на 6 годишна возраст, кој што пред 3 години буквално немаше кој да прашите во Македонија и мора да остете сам да го испитувам. Како го препознавте аутизмот кај вашето дете? Добро, вака малку ми е, како да кажем, уште се зборува за рамни површини и за редење на котки. Не е тоа, мислам, има
деца има толкова различни симптоми, некои деца въобще не редат костки, некои деца въобще не сака да рамни површини. Знаете, проблемът, што го препознавме, кај мене е тоа што после возраст од 1 година, некако се почна да се сраме, да се повлекува, да се така тие да правите симптоми, да се повлекуваат деца, да се трга настрана и сето тоа. И така тргнахме по тие трънливи пътища и така на некој ниво, кај што можем да кажем дека го познаваме тој проблем. И каде водведе патот? Патот треба, да кажем, после интензивно истражување, можем да кажем дека бесна една голема светска конференција која ще се одржа на предгодина во Истанбул, без поканет лично од светски доктори, кои ще се занимаваат својот проблем, аутизам. Професорот сигурно ги знае, тоа е еден доктор, односно тоа е повеќе научник Сюзан Оуенс од Америка, потоа доктор Джем Кинаци од Истанбул. Има ли напредок? Потоа доктор Анджи Усман од Съединените американски држави и така натаму, каде што ја со сите тие луѓе, тие доктори во постојат контакти, но не се знаевме и таму ме повикаа на таа конференција и денес одржуваме добри контакти. Да ве прашам, извинете да ве прекинам, дали му помогнаа тие доктори на вашиот син? Има ли напредок? Да. Има напредок. Морам да кажам дека во Македонија, фала многу што ми давате време, ја спомнавте дан организацијата, кој што значи Defeat Autism Now, формирана 60-те години од еден извршен научник, кој што за сега не е меѓу нас, негде веќе 1 година како е починат, и во Македонија единствен представник од таа дан, не е ова реклама, не сакам да рекламира никој, но што е тоа е, таа дан организација има своја интернационална листа, во кој што од Македонија има доктор, тој е професор Владимир Трајковски. Јас случајно открив дека го има на таа дан интернационална листа, тоа се дан доктори, кои што се обучени за третирање на овие деца. Но, не ми беше тоа целта сега. Добре, много благодарам во интерес на времето. Така. Сакам да кажем дека во Америка, спомнате однос 1:150. Во Америка е тоа. Секое 150 дете е со симптоми од аутистичниот спектар. Во државата Нью Джерси ова се официјални податоци. Секое 90 дете е со аутистични проблеми. Во Англија, во Обединетото кралство, секое 100 дете е со знаци на аутистичниот спектар. Во професорот знае, јас скоро му испратив некои податоци, дека во Англија се оди на испитување и се докажува дека тој однос е уште поголем, дори се симнува на бројка околу 1 на секој 64 дете со проблеми со аутистичниот спектар. Така да... Извинете, морам да прекинам, јас ви благодарам што еве и вие како господин Ивански се охрабривте и се вклучите директно во емисијата. Морам уште нешто, ќе морам само уште 10 секунди. Еден од алатките кој што помага на овие деца со аутизам, значи еден од многуте алатки е третманот со хипербарична комора. Морам тоа да го нагласам. Каде го носите вие вашето дете? Како? Каде го носите вие вашето дете? Во Охрид? На хипербарична комора. Во Охрид ли? Не, па мислам тоа е многу скапо. 50 евра е од еден третман. За една сесија трае 50 третмани. Од 25 дена. Значи тоа се 2,5 евра. Треба се дадат. Ако знаеме дека во Америка или било кој доктор еве од Истанбул може да ви даде третман, листа како се треба едно 5 до 6 третмани. Добре, јас ви благодарам за вашето вклучување. И еве апелирам до сите институции, ако може коморава во Скопје да се стави што побрзо во функција и така да има надеж помој за овие деца. Благодарам. Благодарам и на вас.
Господин Вановски, скапо ли е лекување, третманот? Да, скапо е. Овој податок е точен дека е 50 евро, тоа е приватна На колку време хипербарична треба да комора. се оди во таа?